Почитувани гледачи, ние го пиеме утринското кафе, а вие ја гледате третата емисија од серијалот Гарден клуб. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, во последно време најдуваме на се поголем интерес за науката или филозофијата наречена фенг шуј. Затоа денес сме во една градина токму така уредена во стилот на фенг шуј. Наш денесен соговорник е Магдалена Манева. Инаку Магдалена Манева е советник по фенг шуј и таа денеска ќе ни ги објасни основните принципи на филозофијата наречена фенг шуј. Магдалена, што всушност е фенг шујто? Што тоа изучува и на што тоа ги учи луѓето? Најнапред ви благодарам за поканата во Гарден клуб и се надевам ќе ни биде убаво во нашата градина. Денеска убав е денот, па ќе проговориме малце повеќе за фенг шуј како стара древна наука. Значи, кога зборуваме за фенг шуј, веќе зборуваме за некој начин на живење кој ни основан на стари древни принципи. Фенг шуј како наука и филозофија постои уште пред 5000 и повеќе години, потекнува од древна Индија, па потоа во Кина и некако со текот на времето на крајот на 90-тите години е веќе ите како присутно во нашиот, во американскиот, значи во тој дел и во европскиот дел. Потребата од доста материјален, брз живот, доста оддалечување од природата, природните закони, неминовно доведе до потреба таа филозофија некако да дојде во западниот свет. Фенг шуј, кога зборуваме за древно живење, луѓето зборуваме за живење во своји домови, односно куќи. Порано луѓето живееле во куќи, а се разбира, уредувајќи ги своите куќи, тие и како обрнувале големо внимание на нивните дворови. Можам да кажам дека по ранешното живење можеме и ние, ако обрнеме внимание и се вратиме како живееле во давнешно време нашите македонски семејства, сите имале некако слични куќички и некако слични дворови, тоест градини. Така да домувањето без, ако се живе во куќа собствена, без добро осмислена градина и дворно место, за нас во денешно време малце некорисно. Фенг шуј како наука е поделена на дел каде што има внатрешно уредување на домот, надворешно, значи на домот и на куќата, архитектонски, како би изгледала дизајнерски, и има фенг шуј градина. Значи фенг шуј или градина значи како најдобро, рационално и како најхармонично да го уредиме својот двор, тоест нашата градина, за да личи на нас. Фенг шуј како израз, како збор, значи хармонија. За да бидеме ние во хармонија со нашиот дом, ние можеме да бидеме во хармонија со нашата градина. Градината треба да личи на нас. Ако ние сакаме одреден тип на цвеќиња, најубаво би било тие цвеќиња. Ако јас
обожувам рози, тие рози ќе бидат олицетворение на мене. Ја ќе ги изберам тие цветови кои личат на мене или на моето семејство. Но сепак во фенкшуј како наука вели секој дрво и секој цвет има одредено значење за благодет или за некој подобрување на некоја состојба во семејството. Бидејќи нашата емисија Гарден Клуб е наменета за љубителите на убаво уредените градини, дали вие по-базично можете да ни објасните како оди имплементирањето на фенкшуито во градините? Кога ќе одлучиме да купиме плац, како велиме, имот за наш собствен, за да изградиме своја куќа и свој двор, можеме најнапред, ако сакаме да работиме по принципите и да живееме и да ги познавањата, значи да ги темелно да ги садиме во почетокот на градбата, тогаш кога семејството, затоа што сами не одлучуваме никогаш ако не сме сами, нели? Зборуваме за семејство, зборуваме за дом, каде има присуство на повеќе луѓе, треба да се обрне внимание дали на сите местото им одговара. Обично не е така и обично ние луѓето еден му одговара, на другиот не е така натаму. Тогаш има голема причина зошто е така, бидејќи некој интуитивно според елементот на кој му припаѓаат имаат потреба да одат во одредени страни на светот, тоест одредена страна во градот или во областа во која живеат и да се населат таму. Ако јас купувам имот во јужниот дел, а сум многу темпераментен човек, значи зборувам за областа во која живееме, темпераментен, брз, тоа значи дека јас во својот карактер и во својата енергија имам огнени елементи кои одговараат и како со јужниот дел, кој по фенкшуј велиме дека постои и владе елементот на универзумот оган, тоа е тој мој простор за живење. Значи јас сум си го одбрала токму тој простор кој мене ми одговара. Но, од кога ќе го земеме плацот, треба да обрнеме внимание влегувањето во домот, значи ако зборуваме за древните правила, да биде на северната страна. Иако тоа е возможно, значи ако немаме до нас во близина куќи, дворови и ако патот не насочува кон северниот дол. Тоа е најправилно фенкшуј. Заради тоа што вели северната страна е секогаш страна на водениот елемент. А како велат нашите стари? Оди од кај водата да ти тргнат работите. Значи ние треба влезот секогаш по фенкшуј во принцип да ни биде на северниот дел. И тој е убав дел за живење. Знаеме мовот каде го наоѓаме, секогаш на северниот дел. Таму има влага, секогаш е некако во оние топли момент, топли временски услови, кога е лето и така натаму, секогаш на влезот кога е на северниот дел е подобро за живење. Местото, имотот, плацот, како да го наречеме, по фенкшуј секогаш вели дека треба да биде по една назгорница. Значи, ако влезот во дворот и влезот во куќата бидат на северен дел, тие да бидат некако наниско, мислам на подолно место, и некако куќата да се распоредува по задниот дел од куќата и дворот да се искачуваат, затоа што велат старите кинези и воопшто луѓе кои верувале во оваа древна наука, тоа биле будисти, хиндуисти и така натаму, велат кога ќе ти трне да ти оди нагоре. И тие својот плац го одредувале на куќата ја става на 3 дела. Предниот дел е некако слободен. И тоа и ние логички доаѓа, ако би граделе нешто, не би ставиле куќата веднаш на влезот, па во дворното место, па на луѓето да оставиме голем дел позади домот. Имаш преден дел, патека, која што те води до куќата е некако насреди, и еден дел во позадин куќата, каде што можеме да одмараме и да малце да се изолираме од оној дел што е што е на влезот. Предпоставувам дека сите куќи кога би правеле и би имале убави нормални дворови, влезот и улицата и патот би биле на предната страна. Секогаш кога би граделе куќа, треба да се обрне внимание на тоа да ако плацот не е равен, не мора секогаш да се изравнува, но секогаш да биде предниот дел, значи
тој првиот принцип пониско да стои од задниот дел. Зошто? Еве на пример кога би изградиле куќа и ако по задниот дел од дворот би бил назад, велат луѓето ќе ти оди надоле. Тоа имам голема логика и никогаш нема да не натера местото во позадниот дел да го користиме и да седиме. Значи тоа се прави ни големи експерименти во Германија, каде што и јас имав практично искуство каде одев и каде што работев во куќи со дворови каде што имаат надоле одат дворовите, позадниот дел не се користи. Секогаш во предниот дел треба да има пониски растенија, значи нешто вие знаете од типот на тревичка, пониски грмушести растенија, по задниот дел позади куќата да биде со поголеми дрвја и тука има голема логика, велеле, за да те и го штити грбот. Ако имаме среќа нашиот плац, ако имаме среќа да го градиме негде на планина, тогаш секогаш грбот да биде на кај планината. Значи да имаме грб, да имаме планина. Велеле тие таткото секогаш не чува од позади грб. Затоа е убаво и куќата кога се прави во позадината на куќата да има добро заштитен двор, а предниот дел од куќата да биде енергијата слободно да влегува, луѓето да сакаат да влезат, да не си заграден во предниот дел. Ние се плашиме, некогаш луѓето сами си правиме блокади да не ни влезе градец или било што, или си го чуваме местото затворено во предниот дел. Не. Предниот дел кога е отворен, ти даваш апел до секој даваш ментална слика на себе, на другите даваш слика дека ти не се плашиш од ништо. Така да ние дворовите треба да ги чуваме отворени во предниот дел, а да има добар грб по фенкшуј. А иако е возможно. Значи големите и високи дрвја, овошници, овошје и така натаму, може да бидат во делот позади куќата. Вие како советник за феншуј, што можете да не советувате? Што е нешто најлошо при изборот на плац, при самото градење, што се коси со принципите на феншуј? На што треба највеќе да се внимава кога ќе се почне, за да не се направи некоја базична грешка, односно тешка грешка? Најголемата грешка што може да се случи при купување плац е во тоа да купиме место кое ни одговара нам, но не обрнеме внимание дали таму има далноводи, бандери, електрична струја тука, трафостаници. Не обрнуваме внимание што се случува под земјата, затоа што нам ни е многу комплицирано да одиме и да повикаме човек за да ни измери. Има посебни инструменти со кои се гледа дали има подземни води или пак нешто што може би понатаму нам ќе ни штети. Во моментот кога сме радосни и го купуваме плацот, ја градиме куќата, одлично се чувствуваме, но со текот на времето сами знаеме дека ако има подземни води или некои вкрстувања или ако има енергија која што електрична енергија која што е но за цело време кружи околу нашиот дом, ние имаме голем проблем и ние тогаш не можеме да се заштитиме. Во домот во домот ќе ставиме неутрализатори, ионизатори и така натаму, но штета би било кога имаме зрачења кои нашата енергија која се произведува со самата природа, значи ние кога одиме да живееме во двор, кога имаме градина и двор, тоа значи дека сме отишле да живееме здраво и одлично. И штета би било да имаме некои штетни зрачења или подземни или произведени вештачки. Така да треба да обрнуваме внимание што поедноставно, значи кога го гледаме плацот, местото да биде чисто, за да имаме добро живење долговечно. Се зборува за долговечност. И благодариме на Магдалена за нејзиното учество во нашата емисија Гарден Клуб и бидејќи навистина има голем интерес за изучување на фенкшуито како наука, како филозофија на живење, ние ќе ја поканиме и во следните емисии да не упати малку по професионално во рамките како се формира една градина во стилот на фенкшуј.
Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Емисијата Гарден клуб Градини објавува надпревар на љубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070 679 070 и 072 303 576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за На љубава градина 2012. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Конечно Гламур. Новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Слободни термини за мај и јуни. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повторпат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур на улица Првомајска спроти цементарница Усија. Резервирајте на 078 305043. Ресторан Гламур. Свадбен ресторан. Обичните оџаци се изградени од несоодветни материјали и се подложни на затнување и корозија. Нивното користење предизвикува кондензација и чадење. Најдоброто решение е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk, огноотпорна и киселоотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Тоа е вашиот оđак. Локација Булевар Србија, 8 надвозникот и во дистрибутивната мрежа низ Македонија. Проверете на ođak.com.mk. Одлична цена за неверојатен квалитет. Од 27 август до 1 септември традиционално по седми пат кинолошка недела во Охрид. 3 меѓународни и 12 национални изложби за сите раси на кучиња. Можност да се освои титулата национален и млад шампион во убавина на сите држави учесници. За македонските излагачи промотивна цена од 1200 денари. Информации на 30 85 860 или посетете веб страната на ksm.org.mk. Градинарскиот центар Фојави нуди широк асортиман на цвета расад, перени, грмушки, декоративни зимзелени и листопадни садници. Се бави со пейзажно уредување на приватни и јавни површини, изработува проекти, реализира и одржува зелени површини. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, во оваа денешна емисија, во рубриката Нашите градини, ние се наоѓаме во Кадино, а наш денешен гостин е отецот Тони Ивановски.
и добро ни дојдовте во нашиот семеен дом, во оваа наша семена градина. Што беше идејата да створите едно вакво убаво катче во вашата градина? Ова наше семено катче е вистинско семено катче, бидејќи овдека минаа генерации да го изградат овој дом, оваа градина, и ние како семена традиција ја продолжуваме со уредување на овој дом со моето семејство. Бидејќи знаеме дека имаме обврски денес во модерниот живот и навистина е голема обврска да се одржува една градина, кој највеќе се труди во градината? Кој највеќе ја одржува? Кој ви помага? Градината, рекоме, е семена. Не би успеал сам јас ова да го направам вака, ако не е моето семејство да ми помогне, бидејќи, како што знаеме, сето ова бара внимание и време, а секако со помош на моето семејство успеваме вака како што ја гледаме градината да ја одржуваме. Имате прекрасна тревна површина. Кој ја одржува и колку време ви треба за одржувањето на тревата? Тревата, косењето, истото рекоме, е под моја контрола, но секако со семејството заеднички. Колку време ви беше потребно за да ја створите оваа градина, да ја формирате на овој начин како што ја гледаме денес? Идеите за да изгледа вака оваа градина е секако црпена од многу места, бидејќи и мојата професија е таква, посетувам многу градини и домови, но сепак е направена од различни места гледано, но направено по своја идеја, по своje гледање, така речено. Значи не дека исто направено како што е на друго место. Примерно овој бунар го имаме видено на едно место, но на свој начин го направивме ние. Пак сепак ќе кажам дека вистински семено со жена ми и со мајка ми го направивме бунарот. Како што го гледаме. Сепак ми помогна само еден мајстор за овие што се камчиња да ги залепи он, а инаку ова, значи бунарот и ова острово, или како ќе го кажете вие, како го викате, значи вака ова што е со цветињата, значи тоа го правевме ние самите по на свој начин, го уредуваме секоја година. Не е исто, значи различни цвеќиња на различни места ги ставаме. Сепак би кажал дека убавината е и задоволство за нас како семејство и од нашите предци. Секако не може ова да се направи во неколку години или денови, бидејќи имаме тука што е оградата и преку 40 години. Едната, другите огради се етапно правени, значи години за години. А бурињата се исто така од нашето семејство, бидејќи порано бевме винари, одгледувавме винова лоза, но како што минаа годините, виното остана во лозијата, а бурињата ги изнесуваме во нашите дворови, за да бидат како декорација на нашиот семен парк, да уживаме во него, да едноставно, кога ќе имаме слободно време со нашето семејство, да уживаме во нашето семено катче. А овие тркала што се овдека, околу нас, околу бунарот, едното тркало, тоа што е таму, е преку 100 години старо, тоа е од Свети Николскиот крај. Благодарение на еден пријател ми го донесе и еве го
во нашиот двор го разубавува амбиентот на нашето семено катче. Им благодариме на семејството Ивановски, кои беа денешни наши домакини и учествуваа во рубриката Нашите градини. Еве го косачот на овој тревен тепих. Редовно он ја одржува. И благодарам на вашата телевизија и на вашата емисија Гарден Клуб, што го посети нашиот дом. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. На северната страна на Скопје, во преградките на населбата Радишани, снимивме една мала сторија за уредувањето на една скопска градина. Имено се работи за градина со површина од 300 квадрати. На овие фотографии е представена градината пред незиното уредување. Градината е уредена по идеја на собствениците и предлог на Габриел Стибел. Во однос на куќата, градината е поделена во 3 дела. Во првиот дел, каде е влезот на градината, е поставен и влезот на семејната куќа. Од страна има мал тревник, кој е украсен со интересно растение од видот леланди, кое е кроено во форма на повеќе топки. Од спротивната страна е претходно засадената магнолија, која веќе има солидно развиено стебло. Бекатон плочките се неизбежен дел од урбаното живење. И во оваа градина се окористени за оформување на стазите. Во средишниот дел на градината се протега стаза, која води до задниот дел на градината. Спроти стазата е подигнат тревник, кој на оваа позиција и дава голема свежина. Во близина на оградата е направена алеја од убави примероци на растенијата Туја ауреа нана, комбинирана со грмови од лаванда. Бидејќи се работи за растенија со различна боја, во оваа партија на градината постигнат е впечатлив контраст. Посебен колорит на оваа алеја и дава и дрвениот декор во црвена боја, која е посипана околу стеблата на растенијата. Во задниот дел на дворот, кој е површински најголем, фронтално е поставена прекрасна фонтана, која се гледа уште од влезот на градината. Фонтаната е главниот украс на оваа градина. Таа е изработена од природни камења, кои ја задржале својата вековна форма и како такви, без обработка се вградени во оваа фонтана. Идејата на авторот на оваа фонтана Габриел Стибел е да внесе дива природа во урбана средина. По желба на нарачителите, во фонтаната е вграден и малечок глинен ќуп каков се користел во минатото во овие предели. Со тоа фонтаната добива и примеси на етно стил. Во фонтаната се засадени повеќе растенија, меѓу кои и прекрасниот Ацер палматум, тоест јапонски црвен јавор, кој со својата форма, стебло и ливчиња во необична форма и црвена боја овозможува контраст пријатен за очите. Освен јаворот кој е листопаден, во фонтаната се засадени повеќе зимзелени растенија од типот на ниски пинуси, хамаци париси, јуниперуси. Покрај зимзелените растенија, во фонтаната се засадени и повеќе годишни цветни расади. Водата во фонтаната се движи во кружен тек со помош на потопна пумпа. Водата паѓа од еден водопад, кој потоа се двои на повеќе помали водопади, кои со течењето прават пријатен шум, кој прави чувство како да сте во планина. Слаповите се влеваат во мало езерце со неправилна форма.
Целата фонтана представува една одлична инсталација на природа во урбана средина. Десно од фонтаната се наоѓаат 5 зимзелени растенија Cupressus Gold Crest со специфична лимун жолта боја, кои се тука засадени да оформат транспарентна ограда. Десно од фонтаната е направено функционално бекатонско плато, кое служи за поставување на маса со столчиња. Во десниот дел од задниот дел на градината е засадено зимзелено растение од родот Леланд, кое е кроено во спирална форма. Во формирањето на оваа градина се употребени повеќе стилови, но се е умерено дозирано во однос на просторот. Со тоа е постигнат ефект на едноставност и слободен израз. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. После една година, пак ја посетивме оваа градина. Сега можете и вие да ги видите видливите промени во оваа градина. Природата си го направи своето. Повеќето од садниците веќе убаво се адаптирани и правилно се формираат. Посебно се забележува разлика во напредок на растенијата посадени во фонтаната. Сега тие изгледаат како да се тука од многу одамна, но измината е само една година. Задоволни сме, бидејќи сите садници се добро зафатени. Успешноста е во изборот на здрави растенија, правилно засадени и правилно негувани. Се надеваме дека како минува времето, адаптацијата и условите ќе си го направат своето во развитокот на растенијата. Некаде ќе треба и да се разречува, некаде да се крои, некаде можеби и нешто ќе треба да се презасади. На крајот, и филозофот Хераклит бил во право кога рекол пантареј, или се тече, се семенува. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ова беше се од третата емисија од серијалот Гарден Клуб, а ние ве поздравуваме од кафето DM.